Планината си ти. Бријана Вист. Од самосаботажа кон самосовршенство. Врвен водич за сите кои се доволно храбри да се соочат со себе и да си ја повратат моќта. Джена Блек, меѓународен животен тренер. Книгата на Бријана е прекрасно сознание за исцелувањето. Нејзините согледби за самосаботирањето, емоционалната интелигенција и длабоката трансформација се непроценливи. Таа сваќа дека промената почнува од себе, а нејзината книга е подарок на човештвото. Доктор Никол Лепера, холистички психолог. Верувам дека во исполнувањето на нашиот најдлабок потенцијал најголемите награди не доаѓаат толку од резултатите, колку од сознанието дека мора да се промениме за да го постигнеме она за кое знаеме дека сме навистина способни. Во оваа убаво напишана и просветлувачка книга, Бријана Вист не поттикнува да ги искачиме сопствените планини со моќни сознанија што ќе ни помогнат да се подготвиме за нагорнината што не чека. Задолжително четиво за сите кои се подготвени да се променат за да живеат живот исполнет со изненадување и уживање. Сајмон Александер Онг, животен тренер и бизнис стратег. Книгата Планината си ти е повик за будење што влева надеж за надминување на неволите. Додека го будите својот внатрешен херој, повикани сте да ги заборавите правилата за она на што ве учеле и свесно да изберете нови уверувања за да создадете живот што длабоко го посакувате и го заслужувате. Бријана обезбедува алхемија на прагматични алатки и длабоки поместување на душата за да се создадат храброст и јасност неопходни за искачување на својата лична планина. Сушност, да се потсетите кој треба да бидете. Врвен водич за сите кои се доволно храбри да се соочат со себе и да си ја повратат моќта. Джена Блек, меѓународен животен тренер. Бријана Вист е една од моите омилени авторки. Комбинирајќи ја мудроста што го менува животот со својата единствена речовитост, таа ги инспирира читателите да ја повратат својата моќ и да го променат животот на подобро. Планината си ти сигурно ќе им помогне на многу луѓе. Јанг Поебло, автор на бестселерот Внатре. Откровение. Напишаните зборови толку длабоко ме погодија, што на моменти морав да престанем со читањето затоа што очите ми се полнеа со солзи на спознание и потврдување. Даун Зулета, филмска и ТВ актерка, водителка и фотомодел. Ремек делото на Бријана Вист е совршен патоказ за да сватиме зошто се само саботираме, кога го правиме тоа и како да престанеме за секогаш. Доктор Стивен Ајзенберг, експерт за благосостојба и поврзување, познат интернист и онколог. Вовет. Слично на природата, и животот можне често работи во наша полза, дури кога се чини дека сме соочени само со неволји, непријатности и промени. Како што шумските пожари се клучни за екологијата на животната околина, отворајќи нови семиња што бараат топлина за ртење и ги обновуваат дрвијата, и нашиот ум поминува низ периодични епизоди на позитивна дезинтеграција или прочистување, преку што го ослободуваме и обновуваме нашето сваќање за самите себе. Како што природата е најплодна и најпространа таму каде што се среќаваат различни клими, и ние се менуваме кога ги досегаме своите гранични состојби, точките на кои сме принудени да излеземе од комфорната зона и да се прегрупираме. Кога повеќе не можеме да сметаме на нашите механизми за справување што ќе ни помогнат да го отргнеме вниманието од проблемите во нашите животи, може да се чувствуваме како да сме го допреле дното. Но факт е дека овој вид будење се случува кога конечно ќе ги прифатиме проблемите што постојат подолго време. Често пати, сломот е пресвртената точка што му претходи на пробивот, моментот кога звездата имплодира пред да стане супернова. Исто како што се формира планина кога два дела од тлото се содираат еден со друг, вашата планина ќе се издигне од потребите што коегзистираат, но меѓусебно се противставени. Вашата планина бара да ги помирите двата дела, свесниот и несвесниот. Делот од вас што е свесен за она што го сакате и делот што не е свесен зашто се уште самите се попречувате. Планините од секогаш се користат како метафора за духовното будење, за личниот раст и се разбира за оние несовладливи предизвици што ни изгледаат невозможни за надминување кога се наоѓаме на дното. Како и многу нешта од природата, планините ни даваат исконска мудрост за тоа што е потребно за да го достигнеме нашиот најголем потенцијал. Човекувањето значи растење.
Гледаме дека тоа се одразува во секој дел од животот. Видовите се размножуваат, ДНК се развива, за да се елиминираат определени вериги и да се развијат нови, а рабовите на универзумот постојано се прошируваат на надвор. Слично на тоа, нашата способност да ги почувствуваме длабочината и убавината на животот има капацитет за секогаш да се шири навнатре, доколку сме подготвени да ги прифатиме своите проблеми и да ги гледаме како катализатори. На шумите им е потребен оган за да го направат тоа. На вулканите им се потребни ерупции, на звездите паѓање, а на човечките суштества најчесто не им треба друго, освен подготвеност да се променат. Планината пред вас не значи дека сте дошли на крајот од патот и дека треба да се откажете. Се во природата е несовршено и токму поради таа несовршеност е можно растењето и развивањето. Кога се би било еднообразно, не би постоела гравитацијата што ги создалат звездите и планетите и сето друго што ни е познато. Без судири, грешки и прекини во континуитетот, ништо не би можело да расте и да се развива и ништо не би се создало. Фактот дека не сте совршени не е знак дека не сте успеале, тоа е знак дека сте човечко суштество, а што е уште поважно, дека се уште имате доволно потенцијал во себе. Може би знаете која е вашата планина. Може би е некаква зависност, тежина што ја носите во себе, може би се одредени врски и односи со луѓето, работата, мотивацијата или парите. Може би е само некое нејасно чувство на неспокојство, ниска самопочит, страв или општо незадоволство што се чини дека ќе се одрази врз се друго. Често пати, планината е некој помал предизвик пред нас отколку проблем внатре во нас. Нестабилен темел што може би не може да се забележи на површината, но сепак го менува речиси секој дел од нашиот живот. Кога имаме некаков тековен проблем, обично сме соочени со реалноста на животот. Кога имаме хроничен проблем, се соочуваме со својата стварност. Често мислиме дека соочувањето со некоја наша планина значи соочување со животните тешкотии. Но речиси секогаш се работи за тоа дека со години, свесно или несвесно, ме собирале во себе ситни трауми, приспособувања и механизми за надминување на стресните ситуации, кои како што одминувало времето се услужнувале. Вашата планина е пречката помеѓу вас и животот што сакате да го живеете. Соочувањето со неа е едновремено единствениот пат до вашата слобода и вашата преобразба. Сте дошли до таа точка затоа што поттикнувачот или активаторот ви е посочил вашата рана, а раната ќе ви го покаже патот. Патот пак ќе ве одведе до вашата судбина. Кога ќе стигнете до оваа преломна точка, подножието на планината, топлината на огнот, ноќта што конечно ве буди, ќе се најдете во срцевината на проблемот. Доколку имате волја да ја сработите работата, ќе откриете дека тоа е влезот во пробивот што сте го чекале сиот свој живот. Вашето старо јас повеќе не може да го одржи животот што се обидувате да го водите. Време е за повторно раѓање. Мора да го оставите своето старо јас во пламенот на вашата визија и да бидете подготвени да размислувате на начин на кој никогаш порано не сте се ни обиделе да мислите. Можете да ја оплакувате загубата на своето помладо јас, личноста што ве довела до тука, но која не е повеќе подготвена да ве носи понатаму. Мора да го замислите и да станете едно со своето идно јас, херојот на вашиот живот што ќе ве води од тука па натаму. Задачата што ви предстои е тивка, едноставна и величествена. Тоа е подвиг за кој мнозинството не дошло ни до точката да се обиде да го постигне. Сега мора да научите да бидете предприемчиви, отпорни и да имате саморазбирање. Мора целосно да се промените и никогаш повторно да не бидете истите. Планината што е пред вас е повикот на вашиот живот, вашата цел заради која сте овде на земјава и вашиот пат конечно станува јасен. Еден ден ќе оставите оваа планина зад себе, но личноста што ќе станете во процесот на нејзиното совладување секогаш ќе остане во вас. И не заборавајте, не е планината она што мора да го совладате, туку мора да се совладате себе си. Поглавје 1. Планината си ти. Ништо толку не ве сопира во животот колку вие самите. Доколку постои траен јас помеѓу местото каде што сте сега и местото на кое сакате да бидете, а вашите напори да го затворите јазот постојано најдуваат на вашиот отпор, болка и непријатност, речиси секогаш се работи за самосаботажа. Навидум, самосаботажата изгледа мазохистичка. Се чини дека е производ на самоомраза, ниска самодоверба или немање силна волја. Сушност, таа едноставно е присутност на една несвесна потреба што исполнува самосаботирачкото однесување. За да се надмине, мора да се помине низ процес на длабоко психолошко истражување.
Мора точно да го определиме настанот што не погодил, да ги ослободиме свежите необработени емоции, да пронајдеме поздрави начини за задоволување на своите потреби, одново да ја осмислиме својата слика за себе и да развиваме принципи какви што се емоционалната интелигенција и отпорноста. Тоа не е мала задача, а сепак е работа што секој од нас кога тогаш мора да ја направи. Самосаботажата не е секогаш очигледна на почетокот. Кога Карл Јунг бил дете, на училиште паднал и си ја повредил главата. Кога се случило тоа, си помислил: супер, може би сега не ќе морам да одам на школа. Иако е познат по своите проникливи научни трудови од областта на аналитичката психологија, Јунг не го сакал училиштето и не му одело баш најдобро со врсниците. Напрегу по несреќната случка, почнал да доживува повремени неконтролирани несвестици. Всушност, несвесно го развил она што самиот ќе го нарече невроза, за да увиди на крај дека сите неврози се замена за оправдано страдање. Јунг несвесно ги поврзал несвестиците со неодењето на училиште. Сватил дека губењето свест е негова манифестација на несвесната желба да не оди таму каде што се чувствувал непријатно и бил несреќен. Истото се случува со многу луѓе кај кои стравовите и приврзаноста кон некоја личност можна често се само симптоми на подлабоки проблеми за кои немаат подобар начин за справување. Самосаботажата е механизам за наминување на проблемите. Самосаботажата се случува кога свесно одбиваме да ги задоволиме своите најдлабоки потреби, често пати затоа што не веруваме дека сме способни да излеземе на крај со нив. Понекогаш ги саботираме своите врски затоа што она што навистина го сакаме е да се пронајдеме себе си, иако се плашиме да останеме сами. Понекогаш го саботираме својот професионален успех, зашто тоа што навистина го сакаме е да создаваме уметност, иако според општествените мерила нема да изгледаме амбициозни. Понекогаш со психоанализа на своите чувства си го саботираме и целувањето, зашто тоа ни обезбедува избегнување на нивното доживување. Понекогаш го саботираме разговорот со самите себе, затоа што ако си веруваме себе си, ќе се чувствуваме слободни да се вратиме во реалниот свет и да преземеме ризици, а тоа ќе не направи ранливи. И на крај, самосаботирањето можна често е само неприспособен механизам за справување со проблемите, начин со кој си го даваме она што ни треба, без да мора да ја препознаеме таа потреба. Но како и секој механизам на соочување и справување, тоа е токму тоа, начин човек да се избори со проблемите. Тоа не е одговор, не е решение и никогаш вистински не го решава проблемот. На тој начин, само ги затапуваме своите желби давајќи си малку привремено леснување. Самосаботирањето е резултат на неразумен страв. Понекогаш нашите најсаботирачки однесувања се навистина резултат на долготрајни неиспитани стравови што ги имаме за светот и за себе. Може би си мислите дека не сте доволно паметни, дека сте непривлечни и никому не може да допаѓате. Може би се плашите дека ќе останете без работа. Се плашите од качување во лифт, преземање обврска со некоја врска. Во други случаи може да биде поабстрактно, како што е замислено дека некој сака да ви наштети повредувајќи ги вашите граници, дека можете да бидете фатени во некој лошо дело или да бидете погрешно обвинети. Со текот на времето, овие уверувања стануваат дел од вас. За повеќето луѓе, апстрактниот страв е всушност покажување оправдан страв. Бидејќи би било многу страшно да се задржиме на вистинскиот страв, тоа чувство го проектираме на прашања или околности за кои постои помала веројатност дека ќе се случат. Доколку е исклучително мала веројатноста некоја ситуација да стане реалност, тогаш таа станува безбедна работа за која треба да се грижите, бидејќи потсвесно веќе знаете дека нема да се случи. Од тука имате начин да ги изразите своите чувства без вистинско лично загрозување. Например, ако се плашите да се возите во автомобил, може би вашиот реален страв е губењето контрола врз работите или стравот дека некој или нешто го контролира вашиот живот. Може би имате страв од одење напред, а автомобилот во движење едноставно е приказ на тоа. Доколку сте свесни за реалниот проблем, можете да почнете да работите на негово решавање, може би со увидување на начините со кои сте се откажале од својата моќ или сте биле премногу пасивни. Но ако не сте свесни за реалниот проблем, ќе продолжите да го трошите времето обидувајќи се да се уверите дека нема да бидете предизвикани и вознемирени додека се возите во автомобил и ќе откриете дека тоа само ви ја влошува состојбата.
Ако се обидете површински да го решите проблемот, секогаш ќе наидете на зид, зашто се трудите да го одлепите фластерот пред да имате стратегија за лекување на раната. Самосаботажата е резултат на несвесните, негативни поврзувања на представи. Самосаботажата е еден од првите знаци дека некое ваше убедување е застарено, ограничено или едноставно погрешно. Вашиот живот е дефиниран не само од она што го мислите за него, туку и од она што го мислите за себе. Начинот на кој се сваќате сте го граделе сиот свој живот. Тој е создаден со комбинирање на информација и влијание од блиските луѓе, во што верувале вашите родители, што мислеле вашите врсници, што станало очигледно преку личното искуство и така натаму. Представата за себе тешко се менува, бидејќи пристрасноста на мозокот за лично потврдување работи на утврдување на вашите претходни верувања за себе. Често се само саботираме затоа што имаме негативна поврзаност помеѓу целта што сакаме да ја постигнеме и да бидеме човек што го има или го прави тоа нешто. Ако сакате да бидете финансиски стабилни, а сепак продолжувате да го уништувате секој вложен труд за да стигнете во таа состојба, мора да се вратите на своето првично доживување на парите. Како вашите родители управувале со своите финансии? Уште поважно е што ви кажале за луѓето што имале пари за оние што немале. Многу луѓе кои водат финансиска борба ќе го оправдаат своето место во животот со оспорување на парите воопшто. Ќе кажат дека сите богати луѓе се ужасни. Ако сте пораснале со луѓе кои цел живот ви го кажувале тоа за оние кои имаат пари, погодете со кој аргумент ќе се противставите на тоа мислење. Стравот што го имате за прашањето за кој се самосаботирате, обично е одраз на вашето ограничувачко уверување. Може би го поврзувате здравјето со ранливоста, бидејќи сте имале родител кој бил совршено здрав, а потоа неочекувано се разболел. Може би не го пишувате своето ремек дело, затоа што всушност не сакате да пишувате. Сакате само да ве гледаат како успешни, затоа што тоа ќе ви донесе пофалби, што е типичен одговор на луѓето кои сакаат прифаќање, ама не го добиле. Може би продолжувате да јадете погрешна храна затоа што ве смирува, но не застанувате да се прашате од што треба да ве смирува. Може би не сте навистина песимист, ама не знаете како да се поврзете со луѓето во вашиот живот поинаку од што да им се жалите. За да го согласите тоа, треба да почнете да ги оспорувате постојните сваќања, а потоа да прифатите нови. Треба да имате сенс да препознаете дека сите луѓе што имаат пари не се расипани во ниту еден поглед. Дури и со оглед на фактот дека има луѓе кои ги користат парите за своји себични цели, уште позначено е тоа што добрите луѓе со добри намери се бестрашни во стремежот за стекнување на тоа клучно средство за создавање повеќе време, можности и услови за здрав живот за себе и за другите. Треба да препознаете дека здравјето ве прави помалку, а не повеќе ранливи. Дека критиката доаѓа со секој чин на отворено создавање на нешто и дека не е причина да не се прави тоа. Мора да си покажете дека постојат безброј различни начини за смирување што се поефикасни од нездравата храна. Дека постојат многу подобри начини за поврзување со луѓето, отколку да имате негативен однос кон нив. Откако вистински ќе почнете да ги преиспитувате и наблюдувате постојните уверувања, ќе почнете да согледувате колку биле искривени и нелогични, да не го ни споменуваме фактот дека лесно се забележува дека ве спречуваат да го искористите целосниот потенцијал. Самосаботажата е предизвикана од непознатото. Луѓето имаат природен отпор од непознатото, затоа што во суштина представува сигурно губење на контролата. Ова важи дури во случаите кога непознатото е добронамерно, па и корисно за нас. Често самосаботажата е едноставен производ на непознавањето, само поради фактот дека се што ни е туѓо, независно колку е добро, ќе ни биде непријатно додека не ни стане познато. Ова често пати ги наведува луѓето да ја измешаат непријатноста со погрешно, лошо или кобно. Меѓутоа, тоа е само прашање на психолошко приспособување. Психологот, тренер за личен развој и писателот Геј Хендрикс ова го нарекува ваша горна граница или ваша толеранција за среќа. Секоја личност има граница до која се дозволува да се чувствува добро. Тоа е слично на она што други психолози го нарекуваат основна линија на личноста или нејзина постојна предиспозиција на која секогаш и се враќаат, дури ако определени случувања или околности повремено се менуваат. Малите промени со текот на времето може да резултираат со трајни приспособувања со основната линија, но тие често пати не се случуваат затоа што ги досегнуваме своите горни граници. Причината што не дозволуваме тие промени да станат основни линии
лежи во тоа што нашите околности ќе го надминат количеството среќа на кое сме навикнати, свесно или несвесно, изнаоѓаме начини да се вратиме на чувството со кое ни е пријатно. Програмирани сме да го бараме тоа што ни е познато. Дури кога мислиме дека бараме среќа, ние само се трудиме да го пронајдеме сето она на што сме навикнати. Само саботажата доаѓа од системот на уверувања. Она во што верувате за својот живот, тоа ќе го направите вистинито за него. Затоа е толку важно да бидете свесни за своите застарени верувања и да имате храброст да ги промените. Може би сте го поминале поголемиот дел од животот верувајќи дека стандардната годишна плата од $50,000 во пристојна компанија е најмногу што некогаш ќе бидете способни да остварите. Може би сте поминале години велејќи си: јас сум анксиозен, почнувајќи со време да се идентификувате со тоа, усвојувајќи ги анксиозноста и стравот во својот систем на уверување за тоа какви сте како личност. Може би сте пораснале во затворено социјално обкружување, па сте слушале само еден вид мислења слични на вашите. Може би не сте знаеле дека можете да си поставувате прашања или да стекнете нови мислења за политиката и религијата. Може би никогаш не сте мислеле дека можете да имате одличен стил што импресионира и одушевува, да се чувствувате задоволни или да патувате низ светот. Од друга страна, вашите ограничувачки уверувања може да потекнуваат од желбата и понатаму да се чувствувате безбедни. Може би затоа повеќе ја сакате удобноста на тоа што го знаете, отколку ранливоста од непознатото. Или повеќе ја сакате апатијата, отколку возбудата, мислејќи дека страдањето ве прави подостојни, или верувате дека за секое добро во животот мора да постои придружно лошо. За да се исцелите вистински, треба да го промените начинот на кој размислувате. Ке треба да станете мощно свесни за негативните и погрешни верувања и да почнете да размислувате на начин што ќе ви биде корисен и ќе ви служи. Како да се ослободите од одрекувањето? Може би претходните информации за самосаботирањето не ви се од голема важност, а може би ви се и многу значајни. Како и да е, доколку навистина сакате да го промените својот живот, ќе мора да престанете да ја негирате својата лична состојба. Ќе мора да станете реални кон себе си, ќе мора да заклучите дека премногу се сакате за да престанете да се задоволувате со помалку отколку што навистина заслужувате. Доколку мислите дека би можело да ви биде подобро во животот, може би имате право. Доколку мислите дека можете да постигнете повеќе со тоа што ја читате книгава, може би имате право. Доколку мислите дека не сте своето вистинско јас, може би имате право. Употребата на бескрајни афирмации не ни помага за облажување на нашите вистински чувства во врска со тоа каде се наоѓаме на нашето животно патување. Кога го правиме тоа, ментално се одделуваме од мислите, чувствата, сеќавањата, чувството за идентитет и од луѓето околу нас и остануваме заглавени. Во настојувањето да се сакаме себе си, се обидуваме да потврдиме се за тоа кои сме, но се чини дека тие топли чувства никогаш не остануваат во нас, туку само привремено ја отапуваат непријатноста. Зошто не функционираат? Затоа што длабоко во себе знаеме дека не сме баш она што сакаме да бидеме, па додека не го прифатиме тоа, никогаш не ќе можеме да се смириме. Кога негираме, склони сме да преминеме кон обвинување. Бараме некого или нешто да ни објасни зошто сме такви какви што сме. Потоа почнуваме да се правдаме. Ако треба постојано речиси секојдневно да се обидувате да најдете логично објаснување зошто сте несреќни од својот живот, не си правите услуга. На тој начин нема да бидете поблиску до создавање на трајните промени што толку многу ги посакувате. Првиот чекор во исцелувањето е преземањето целосна одговорност. Тоа повеќе не е негирање на вистината за вашиот живот и за себе си. Не е важно како оде надвор изгледа вашиот живот. Важно е како го чувствувате однатре. Не е во ред постојано да сте под стрес, во паника и да се чувствувате несреќни. Нешто длабоко не е во ред и колку подолго се обидувате да се сакате себе си, без да го спознаете тоа, толку повеќе ќе страдате. Најголемиот чин на самолюбие значи повеќе да не го прифаќате животот од кој не сте задоволни и што ве прави несреќни, туку е способноста јасно и искрено да си го кажете проблемот. Токму тоа треба да го сторите за да продолжите со вистинско напуштање на својот досегашен живот и негово менување. Тоа е првиот чекор кон вистинска промена. Земете хартија и пенкало и запишете од што се не сте задоволни. Можне конкретно запишете го секој проблем со кој се соочувате. Ако имате финансиски тешкоти, ви треба мощна јасна слика за тоа што не е во ред.
Запишете го секој долг, секоја сметка, се што посетувате и секој приход. Доколку имате проблем со сликата за себе, наведете го токму тоа што не ви се допаѓа кај себе. Запишете ја секоја тешкотија што ве мачи и вознемирува. Прво и основно, мора да се ослободите од негирањето и јасно да согледате што навистина не е како што треба. На оваа точка имате избор. Можете или да се помирите со проблемот, или да се посветите на промената. Одолговлекувањето само ве држи заглавени. Патот почнува токму од местото каде што сте сега. Важно е да знаете дека на вашиот живот му се потребни промени. Не е страшно ако сте далеко од својата цел или ако сепак не можете да замислите како ќе стигнете до неа. Не е страшно ако почнувате од почеток. Не е толку страшно и ако сте на дното и се уште не можете да го видите патот по кој треба да тргнете. Не е страшно ако сте во подножието на вашата планина и секогаш кога ќе се обидете да ја искачите не успевате во тоа. Најниската точка, дното, многу често е местото од каде што го почнуваме своето исцелувачко патување. Не затоа што од ненадеж ја здогледуваме светлината, не затоа што нашите најлоши денови волшебно се преобразени со некакво провидение, и не затоа што некој не спасува од нашата заблуда. Подножието на планината станува пресвртна точка затоа што само тогаш повеќето луѓе помислуваат: никогаш повеќе не сакам да се чувствувам вака. Таа помисла не е само идеја, тоа е изјава и одлука. Тоа е едно од нештата што најмногу го менуваат животот и што некогаш воопшто можете да го доживеете. Тоа станува темелот врз кој го градите се друго. Кога ќе решите дека никогаш повеќе не сакате да се чувствувате на таков начин, тргнувате на патување кон самосвест, учење и растеж што радикално ќе открие кој сте вие навистина. Во тој момент грешката станува неважна. Повеќе не размислувате за тоа кој сторил нешто или дека ви е направена неправда. Во тој момент ве води само една мисла: што и да е потребно, никогаш нема да прифатам животот повторно да ми дојде до оваа точка. Дното не е само лош ден. Тоа не се случува случајно. Доаѓаме до дното само кога нашите навики почнуваат да се трупаат една врз друга, кога нашите механизми за справување се толку излезени од контрола, што не можеме повеќе да се протиставуваме на чувствата што сме се обидувале да ги скриеме. Дно е кога конечно ќе се соочиме со себе си, кога се е тргнато наопаку, кога сме оставени да сватиме дека за сето тоа постои само еден заеднички именител. Мора да закрепнеме, мора да се промениме, мора да се свртиме во спротивната насока, за да не се чувствуваме никогаш повеќе така. Кога денот не е лош, не помислуваме: никогаш не сакам да се чувствувам вака. Зошто? Не ни е претерано забавно, но исто така не е и нешто што не може да се поднесе. Сепак, најчесто сме свесни дека малите неуспеси се составен дел од животот. Не сме совршени, ама даваме се од себе, па таа магловита непријатност на крајот поминува. Не стигнуваме до преломната точка само затоа што една-две работи тргнале на лошо. До неа доаѓаме кога конечно ќе прифатиме дека проблемот не лежи во тоа каков е светот, туку какви сме ние. Убаво е да се има вакво согледување. Авторот, блогер и учител по пишување е Јодичи Авошика. Вака го опишува сопственото: мора да дојдете до буквално најчистата форма на заситеност од нешто. Нека боли. Буквално врескав. Нема повеќе да живеам ваков заебан живот. Луѓето се водени од комотноста. Се држат до познатото и отфрлаат се што не им е познато, дури ако е подобро за нив. Повеќето луѓе не ги менуваат своите животи се додека не бидат принудени. Тоа значи дека не го прифаќаат мачното менување на своите навики се додека едноставно немаат друг избор. Останувањето таму каде што се не е можно. Не може дури ни да се преправат дека тоа е пожелно на каков и да е начин. Наискрено кажано, тие се помалку на дното, а повеќе се заглавени на карпа и ги чека напорно искачување. Ако навистина сакате да го промените својот живот, дозволете да бидете обземени од бес, не кон другите, не кон светот, туку внатре во себе. Налутете се, покажете решителност и дозволете си да се посветите само на едно нешто, дека нема да продолжите на истиот начин. Подготвување за радикална промена. Една од најголемите причини зашто луѓето одбегнуваат да работат на своето важно внатрешно заздравување е што препознаваат дека со тоа ќе се промени нивниот живот, понекогаш драстично.
Доколку се соочат со тоа колку се несреќни, тоа значи дека привремено ќе мора да им биде понепријатно, дека ќе бидат засрамени или исплашени додека се почнуваат од почеток. Да разјасниме нешто. Ставањето крај на вашето самосаботирачко однесување не значи ништо друго, освен дека промената е појавена на хоризонтот. Заради својот нов живот, ќе мора да го жртвувате стариот. Ќе мора да ги жртвувате својата комфортна зона и своето чувство за насока. Ќе мора да жртвувате некои врски и пријателства. Ќе мора да се помирите со тоа дека нема да им се допаѓате на сите и дека нема од сите да бидете сватени. Но не е важно. Луѓето кои ви значат, ќе ве пречекаат на другата страна. Ќе изградите нова комфортна зона околу нештата што ви движат напред. Наместо да им се допаѓате, ќе ве сакаат. Наместо да бидете сватени, ќе бидете забележани. Се што ќе изгубите е само она што било создадено за личноста која што не сте повеќе. Да се остане врзан за својот стар живот. Тоа е главниот чин на самосаботирање. И токму ослободувањето од него е она што мора да го преземете, за да посакате, да доживеете вистинска промена. Поглавје 2. Самосаботажата не постои. Кога се навикнувате да правите работи што вашиот живот го движат напред, тие работи ги нарекувате вештини. Кога го спречуваат напредувањето, ги нарекувате самосаботажа. Сушност, и двете ја имаат истата функција. Понекогаш тоа се случува неочекувано. Понекогаш само сме навикнати да живееме на определен начин и не можеме да замислиме дека животот би можел да не биде поинаков. Понекогаш правиме некои избори зашто не знаеме да избереме подобри. Или не сме свесни дека некои други дури можат да се возможни. Понекогаш сме задоволни со тоа што ни е дадено, зашто не знаеме дека можеме да побараме повеќе. Понекогаш животот толку долго го водиме на автопилот што почнуваме да мислиме дека немаме друг избор. Меѓутоа, најчесто тоа воопшто не е случајно. Навиките и однесувањето што не можете да престанете да ги практикувате, без разлика колку се деструктивни или ограничувачки, намерно се создадени од вашата подсвест за да пресретнат некоја неисполната потреба, изместена емоција или занемарена желба. Надминувањето на самосаботирањето не значи да се обидувате да сватите како да ги игнорирате своите нагони. Првин треба да утврдите зошто воопшто постојат тие нагони. Можна често, самосаботажата погрешно се сваќа како начин за себе казнување, начин на кој се подбиваме со себе или намерно се повредуваме. Површно погледнато, ова се чини вистинито. Самосаботажата значи да се обврзете на поздрава исхрана, а неколку часа подоцна да застанете до некоја сендвичарница и да си купите хамбургер. Тоа е исто како да откриете некој згоден празен простор на пазарот, па смислувате невидено добра идеја за бизнис, а потоа ви се одвлекува вниманието и заборавате дека треба да ја разработите. Тоа е добивањето од чудни и застрашувачки мисли на кои им дозволувате да ве парализираат пред важните животни промени или пресвртници. Тоа е кога знаете дека мора да бидете благодарни и возбудени од нешто, а сепак сте загрижени. Ваквото однесување често пати погрешно го припишуваме на неразумност, немање волја или способност. Тоа обично не е случај. Самосаботажата не е начин на кој се повредуваме себе си. Таа е начин на кој се обидуваме да се заштитиме. Што е самосаботажата? Самосаботажата е кога имате две противставени желби. Едната е свесна, втората несвесна. Знаете како сакате да го движите животот напред, а сепак поради некоја причина останувате заглавени. Кога имате големи тековни несовладливи проблеми во вашиот живот, особено кога решенијата се чинат толку едноставни и толку лесни, а сепак е толку невозможно да ги спроведете, тогаш немате големи проблеми, туку имате голема приврзаност кон нив. Прилично неверојатен е фактот дека луѓето во основа го прават тоа што го сакаат. Ова важи за се во живот. Без оглед на потенцијалните последици, човековата природа е неверојатно себична. Луѓето имаат речиси нечовечки порив да го прават сето она на што се чувствуваат принудени, без разлика кој може да биде повреден од тоа, какви војни може да се изродат или чија иднина би можела да биде загрозена. Кога ќе размислите за ова, почнувате да сваќате дека ако нешто додржите во својот живот, мора да има причина за тоа. Прашањето е само, која е таа причина? Некои луѓе не можат да разберат зошто им се чини дека не можат доволно да се мотивираат за да почнат нов бизнис, благодарение на кој можат полесно да ја постигнат целта да бидат значително побогати, можеби не сваќајќи дека потсвесно веруваат дека богатството значи егоцентричност
или недопаѓање од обкружувањето. Или пак и не сакаат да бидат супер богати. Можеби тоа е прикривање поради желбата да се чувствуваат сигурно и згрижено, или вистинската желба им е да бидат препознаени по нивната уметност, а бидејќи се чини малку веројатно дека тоа некогаш ќе се случи, се враќаат на секундарниот сон што не ги мотивира. Некои луѓе велат дека сакаат да бидат успешни по секоја цена, а сепак не работат на тоа што ќе им помогне да станат успешни. Можеби затоа што на некој ниво сваќаат дека успехот сушност не значи дека ќе бидат среќни или сакани. Фактички, спротивното има тенденција да биде вистина. Успехот обично ве изложува на љубомора и критичко наблюдување и преиспитување. Успешните луѓе не се сакани онака како што ние замислуваме дека треба да бидат. Нив обично ги анализираат и критикуваат, бидејќи завидливците треба на некаков начин да ги оправдаат и прифатат. Можеби наместо да се биде успешен, повеќето сакаат само да бидат сакани, но нивната амбиција за успешност директно го загрозува тоа. Некои луѓе не можат да разберат зошто продолжуваат да влегуваат во погрешни врски со луѓе чии модели на отфрлање, злоупотреба или одбивање да се обврзуваат и изгледаат постојани. Можеби не сваќаат дека во суштина повторно ги создаваат односите што ги доживеале кога биле млади, затоа што љубовта ја поврзуваат со загуба или напуштање. Можеби повторно сакаат да создадат семејни односи во кои се чувствувале безпомошни, повторно да живеат како возрасни, кога можат да му помогнат на зависникот, измамникот или неразочараната личност. Кога станува збор за само саботирачко однесување, мора да разберете дека понекога е лесно да се приврзите кон проблемите. Ако бидете успешни, тоа може да ве направи помалку сакани. Ако се љубите, тоа може да ве направи ранливи. Ако изгледате помалку привлечни, тоа може да ве заштити. Ако одбегнувате ризици и постапки што би можеле да ви предизвикаат проблеми, со тоа избегнувате критичко наблюдување. Одложувањето ве враќа во зоната на комфорот. Сите начини на кои се самосаботирате хранат некоја ваша потреба што веројатно не сваќате дека ја имате. Нејзиното надминување не е само работа на учење како подобро да се разбирате себе си, туку значи и сваќање дека вашите проблеми не се проблеми, тие се симптоми. Не можете да се ослободите од механизмот на соочување со проблемите и да мислите дека сте ги решиле. Како изгледа самосаботажата? Невозможно е категорично да се одговори како изгледа или како не изгледа самосаботажата. Бидејќи одредени навики и однесување што за некого може да бидат здрави и поволни, може да не се такви во друг контекст. Освен тоа, сигурно постојат некои специфични однесувања и образци што вообичаено укажуваат на самосаботажа, а обично се однесуваат на свесност дека во вашиот живот има проблем, а сепак чувствувате потреба да го задржите без оглед на се. Еве некои од главните показатели дека се наоѓате во циклус на самосаботажа. Отпор. Отпор е она што се случува кога имаме нова задача на која треба да работиме, а едноставно не можеме да се натераме да го правиме тоа. Тоа е кога почнуваме нова, добра врска, а потоа забораваме на плановите. Тоа е кога ќе добиеме одлична идеја за нашиот бизнис и потоа чувствуваме напнатост и гнев кога ќе дојде време да седнеме и да се фатиме за работа. Многу често чувствуваме отпор пред она што е добро во нашиот живот, а не пред тоа што е лошо. А кога имаме проблем што треба да го решиме, нашиот отпор никаде го нема. Но кога пред себе имаме нешто во кое можеме да уживаме, да создаваме или да остваруваме, го допираме делот во нас што се обидува да успее наместо само да преживее, а непознатото може да биде застрашувачко. Како да се реши ова? Отпорот е нашиот начин да ја намалиме брзината и да се увериме дека е безбедно да прифатиме нешто ново и важно. Во други случаи, тој може да биде знак дека нешто не е во ред и дека можеби ќе треба да отстапиме и да се преиспитаме. Отпорот не е исто што и одложувањето или равнодушноста и не треба да се третира како таков. Кога чувствуваме отпор, секогаш постои причина за него и треба да внимаваме. Ако се обидеме да се противставиме на отпорот, тоа обично го засилува, затоа што го засилуваме внатрешниот конфликт, потикнувајќи го стравот, што на прво место не кочи. Наместо тоа, ослободувањето од отпорот бара од нас да се фокусираме. Треба да ни е јасно што сакаме, но и како, кога и зошто го сакаме тоа. Мора да ги согледаме несвесните уверувања што не спречуваат да се вложиме максимално, а потоа да се вратиме на работата кога ќе се почувствуваме инспирирани.
По периодот на давање отпор, желбата е клучна за да се вратиме на колосек и да дадеме се од себе. Достигнување на вашата горна граница. Како што кажавме, постои само одреден степен на среќа што повеќето од нас ќе си дозволат да ја почувствуваат. Геј Хендрикс тоа го нарекува горна граница. Во суштина, вашата горна граница е количеството на доброто во кое се чувствувате удобно во својот живот. Таа е вашата толеранција, вашиот праг за позитивни чувства или за доживување позитивни настани. Кога ја преминувате својата горна граница, почнувате несвесно да го саботирате тоа што се случува за да се вратите на она што ви е удобно и познато. Кај некои луѓе тоа се манифестира физички, често како длабока болка во некој дел од телото, мака, главоболка или физичка напнатост. Кај други се изразува емоционално како отпор, гнев, вина или страв. Тоа може да е спротивно на она што сме го очекувале, но всушност значи дека не сме навистина способни да бидеме среќни, предодредени сме да ни биде удобно и се што е надвор од тоа царство на удобноста ни се чини заканувачко или застрашувачко додека не ни стане познато. Како да се реши ова? Достигнувањето на вашата горна граница е навистина одличен знак. Тоа значи дека се приближувате и наминувате нови нивоа на својот живот, а тоа е прво и основно нешто за да се честитате. Начинот на кој го решавате проблемот со горната граница е бавно приспособување на вашето ново нормално. Наместо да се шокирате со големи промени, дозволете си полека да се согласите и да се приспособите. Правејќи го тоа полека, си дозволувате постепено да воспоставите нова комфортна зона околу тоа каков сакате да биде вашиот живот. Со текот на времето, постепено ја префрлате својата основна линија на новиот стандард. Напуштање. Напуштањето се случува кога некој скока од една врска во друга или постојано ги менува своите деловни веб страници, иако треба да се сосредоточи на соочување со појавените проблеми во врската или да се грижи за клиентите што веќе ги има. Во напуштањето не си дозволувате да ги покажете своите потенцијали. Убави ви се само почетоците. Може би на напуштањето постојано ќе му треба свеж почеток, што најчесто е резултат на немањето здрави начини за справување со стресот, за борба и решавање на конфликтните ситуации. Тоа може да представува и начин за одлекување на вниманието од актуелните проблеми во вашиот живот, бидејќи вниманието мора да го насочите кон тоа да се докажете на нова работа или во нов град. На крај, напуштањето значи дека секогаш само почнувате ново поглавје, ама реално никогаш не го завршувате. Наспротив вашите напори да продолжите понатаму, ќе завршите уште позаглавени од претходно. Како да се реши ова? Како прво, препознајте го моделот. Еден од основните симптоми на напуштањето е несваќањето дека го правите тоа. Затоа, најважниот чекор е да станете свесни за тоа што се случува. Потсетете се на своите чекори во изминатите неколку години. На колку места сте се преселиле или на колку места сте работеле. Потоа открите што ве оддалечувало од секое ново нешто до кое сте дошле. Понатаму, мора да ви е јасно што навистина сакате. Понекогаш напуштањето се случува затоа што пребрзо одиме кон тоа што мислиме дека го сакаме, па откриваме дека не сме размислиле добро и дека таа работа и не ја сакаме толку многу. Јасноста е клучна, бидејќи сега размислувате долгорочно. Како би изгледало да одберете едно место каде што ќе живеете и потоа таму да создадете врски? Како би изгледало да работите на истото место и да напредувате на својата позиција или да го изградите својот бизнис? Запомнете дека лекувањето од моделот на напуштање не значи дека треба да се задоволите со нешто што не го сакате, ниту има врска со останувањето во несигурна или нездрава ситуација затоа што не сакате повторно преселување. Станува збор за разјаснување и определување на вашиот вистински и потоа изготвување план на кој начин можете да успеете, а не само да преживеете. Кога настапува моментот кога обично би избегале, соочете се со непријатноста и останете каде што сте. Открите зошто ви е непријатно да се врзете за една или друга работа и определете како би изгледала некоја здрава приврзаност. Перфекционизам. Кога очекуваме од нашата работа да биде совршена уште кога ја работиме прв пат, завршуваме со влегување во циклус на перфекционизам. Перфекционизмот не е желба се да биде како што треба. Тој не е добар. Во суштина тој представува пречка бидејќи поставува нереални очекувања за она за што сме способни или за тоа какви можат да бидат резултатите од нашиот живот. Перфекционизмот не спречува да се покажеме кои сме, да се обидеме или пак навистина да работиме важна работа во животот.
Ова се случува кога се плашиме од неуспех или се чувствуваме ранливи. Или мислиме дека не сме толку добри колку што сакаме другите да мислат дека сме, па на крај одбегнуваме да работиме така како што се бара за да станеме навистина толку добри. Се саботираме себе си зашто готовноста да дадеме се од себе и едноставно упорно да работиме на тоа е она што конечно не доведува до совршенство. Како да се реши ова? Не грижете се дали нешто ќе направите добро. Едноставно направете го. Не грижете се дали ќе напишете бестселер. Само пишувајте. Не грижете се дали ќе создадете хит достоен за наградата Греми. Само смислете ја музиката. Не грижете се дали ќе доживеете неуспех. Само продолжите да се изразувате и да се обидувате. Најважно е да го правите тоа што навистина сакате да го правите. Потоа можете да учите од своите грешки и со текот на времето да стигнете до местото каде што навистина сакате да бидете. Всушност, ние не постигнуваме големи успеси кога сме загрижени дали тоа што го правиме навистина ќе биде или нема да биде нешто восхитувачко и дали ќе го промени светот. Такви работи постигнуваме кога ќе покажеме дека вредиме и ќе си дозволиме да создаваме нешто сериозно и важно за нас. Наместо на совршенство, посветете се на напредок. Наместо нешто да е направено безпрекорно, посветете се на тоа само да го направите. Потоа можете да го уредувате, да го градите и да го развивате тоа нешто точно според својата замисла. Но ако не започнете, никогаш нема да стигнете до таа точка. Ограничени вештини за обработка на емоциите. Во животот ќе се сретнете со луѓе, ситуации и околности што се вознемирувачки, што ви предизвикуваат лутина, тага, па дури и бес. Но ќе сретнете и такви што се инспиративни, влеваат надеж, корисни се и навистина внесуваат цел и смисла во вашиот живот. Кога можете да обработите само половина од своите емоции, почнувате да правите трикови. Се обидувате да одбегнете секаква можна ситуација што би можело да ви предизвика нешто непријатно, затоа што немате механизми за да го поднесете таквото чувство. Тоа значи дека почнувате да ги одбегнувате ризиците и постапките што конечно би го подобриле вашиот живот. Освен тоа, неможноста да ги обработите своите емоции значи дека ќе заглавите со нив. Седите и ги задржувате гневот или тагата затоа што не знаете како и што да преземете за да ги снема. Кога можеме да обработиме само половина од своите емоции, на крај живееме само половина од животот што навистина го посакуваме. Како да се реши ова? Здравото емоционално процесирање изгледа различно за секого, но ги вклучува главно следниве чекори. Разјаснете си што се случило. Прифатете ги своите чувства. Одредете начин за действување. Како прво, треба да разберете зошто сте вознемирени или зошто нешто толку ве измачува. Без разјаснување на овие работи ќе продолжите да си го трошите времето размислувајќи за деталите без да разберете што е тоа што толку многу ве погодува. Следно, треба да прецизирате како се чувствувате. Прифатете го фактот дека не сте единствени со такво чувство. Секој во вашата ситуација се чувствува исто, навистина. И тоа што го чувствувате е апсолутно во ред. При тоа можете да си дозволите физичко ослободување. Плачење, запишување на чувствата во дневник или разговор со некој близок и доверлив пријател. Откако ќе си разјасните што не е во ред и ќе си дозволите целосно изразување на своите емоции, може да определите на кој начин ќе го промените своето однесување или процес на размислување, така што ќе добиете исход што навистина го посакувате во иднина. Оправдување. Крајната вредност на животот се определува според вашите резултати, а не според вашите намери. Не е важно што сте сакале да сторите или што би сториле, ама не сте имале време. Не е важно тоа зошто сте мислеле дека не можете, важно е само дали сте го направиле тоа нешто или не сте го направиле. Кога се однесувате само саботирачки, често пати кон оправдувањата се однесувате како што се однесувате кон мерливите резултати. Ги употребувате за да почувствувате мигновено задоволство, користејќи ги како замена за тоа што не сте го оствариле. Кога имаме некаква цел, сон или план, не постои мерило за намерата. Важно е само дали тоа е остварено. Секоја друга причина што ја нудите кога нема да се покажете и кога нема да ја сработите работата, едноставно покажува дека на таа причина и давате предност во однос на вашиот крајен стремеж, што значи дека таа секогаш ќе има приоритет во вашиот живот.
Оправдувањата можеби ги користите и за да ви помогнат да се оддалечите од непријатните чувства, кои на крајот на краиштата ви се нужни за вашиот напредок. Како да се реши ова? Почнете да ги мерите своите резултати и секој ден посветете се макар на една продуктивна работа. Веќе не е важно колку дена навистина сте сакале да одите во фитнес сала. Важно е колку дена навистина сте отишле. Веќе не е прашање дали сте сакале да им се најдете на своите пријатели. Важно е дали навистина сте го сториле тоа. Веќе не се важни големите идеи што сте ги имале за тоа како да го напредите својот бизнис. Важно е дали навистина сте го направиле тоа. Престанете да ги прифаќате сопствените оправдувања. Престанете да се задоволувате со нив. Почнете да ги оценувате своите денови според тоа колку здрави, добри работи сте постигнале во нив и ќе забележите колку брзо ќе почнете да напредувате. Неорганизираност. Оставајќи ги своите животи и домови во неред, не покажуваме само небрежност, заборавајќи да се грижиме за своето обкружување, туку често создаваме хаос што ја служи на некоја несвесна цел. Чистиот и организиран простор и за работа и за живење е неопходен за напредок. Тоа значи чиста куќа, облека што лесно може да се најде и да се подготви за следното утро, чиста кујна и средена работна маса. Разните документи и други хартии би требало да се сместени на едно место. Вашата спална соба би требало да има смирувачка атмосфера и се би требало да прилега на дом, во кој човек може да се врати на крајот на денот. Без чистота и среденост си ги ограничуваме можностите. Ништо позитивно и убаво не произлегува од безредието. Длабоко во себе сме свесни за тоа. Често пати, кога се само саботираме со неорганизираност, го правиме тоа поради фактот што се чувствуваме непријатно кога сме можни, чисти или организирани, па во нас се појавува немир. Токму тоа непријатно чувство се обидуваме да го избегнеме, зашто значи дека сега кога се е во ред, мора да се зафатиме со работа, со правење на тоа што треба да го направиме или на она што сакаме да станеме. Кога својот простор го оставаме неуреден, секогаш сме неколку задачи или приоритети оддалечени од отворено истапување и пројавување на она што навистина сме. Како да се реши ова? Како и за се друго, треба да почнете полека и со време да се приспособувате. За да се ослободите од непотребните работи и да се реорганизирате, почнете со една соба. А ако тоа ви е премногу, обидете се со еден агол, фиока или плакар. Посветете се само на тоа, а потоа воведете навика што го држи организирањето. Почнете да го организирате својот простор така што тој ќе функционира за вас, а не против вас. На надкасната до креветот ставете некој смирувачко мирисливо масло, например, или во кујната направете организиран семеен календар така што термините и распоредите ќе бидат видливи за секој член на семејството. Доколку имате проблем со несредената пошта што ја примате секој ден, одредете место и за неа. Доколку ви прават проблем несредените алишта за перење, создајте системи за нив и одберете ден-два кога одеднаш ќе перете се што треба да се испере. Мора полека да се навикнете да работите на чиста и средена работна маса и на крај тоа ќе ви стане навика. Ќе почнете да забележувате дека чувствувате многу помалку стрес и дека имате многу повеќе контрола врз својот живот. Можно тешко е да се покажете како личноста што сакате да бидете кога сте обкружени со околина што ве тера да се чувствувате како личност што не сте. Приврзаност кон нешто што вистински не го сакате. Понекогаш, вашите соништа за животот се засновани врз она што го предпочитаат другите. Во други случаи, вие определувате што сакате и потоа ги надраснувате старите амбиции. Понекогаш пак бескрајно се борите со обидот да се принудите да засакате нешто што вистински не го сакате, што секогаш ве остава со некакво чувство на празнина зашто не ни било изворна желба. Ова е различно од недостигот на мотивација или доживувањето отпор. Нашата немоќ да се покажеме такви какви што сме не потекнува од страф или немање вештини. Таа се темели врз присутното сознание дека тоа не е она што го сакаме за себе, дека може би се чувствуваме изгубени или не можеме да го промениме нашиот пат. Кога ќе се фатите дека се мачите и се борите со нешто, мора да се запрашате. Дали навистина сакам да го правам ова? Дали ја сакате работата или само ви се допаѓа како ви звучи титулата? Дали сте влюбени во конкретната личност или само ви се допаѓа да бидете во врска? Дали се уште ја негувате веќе застарената идеја кој ќе биде вашиот најголем успех? Ако е така,
како би изгледало доколку ја напуштите. На крајот на краиштата, целта на самосаботажата понекогаш е да ни покаже дека се уште не сме на вистинскиот пат и дека треба да го преиспитаме за да определиме што би било најдобро за нашиот живот. Дури и ако тоа значи да разочараме некои луѓе, па и своето помладо јас. Не мора да го живееме остатокот од животот обидувајќи се да постигнеме некое ниво на успех што сме го сметале за идеално кога сме биле премлади за да сватиме дури и кои сме. Нашата единствена одговорност е да носиме одлуки за личноста каква што треба да станеме. Како да се реши ова? Бидете подготвени да прифатите дека вашата приказна за успехот можеби не е баш таква каква што некогаш сте си ја замислувале. Можеби успехот по кој копнеете е секој ден да сте смирени и опуштени или животот да го насочите кон патување наместо кон работа. Можеби замислениот успех е во врска со успешни пријателства или среќна љубовна врска. Можеби бизнисот што сте го почнале пред 10 години не е работа со која сакате да се занимавате до крајот на животот. Можеби работата за која сте мислеле дека ќе ја сакате не можете да ја работите толку природно и нормално како што сте се надевале. Кога го напуштаме тоа што не ни одговара, си овозможуваме да откриеме што е соодветно за нас. Но за тоа е потребна огромна храброст, за да ја тргнеме гордоста настрана и да ги гледаме нештата такви какви што се навистина. Осудување на другите. Сите знаеме дека озборувањето или осудувањето на животот и изборот што го направиле другите луѓе не е здрав и позитивен начин за создавање врски и пријателства. Тоа прави далеку поголема штета од што можеме да замислиме, бидејќи ни го попречува успехот. Ако се чувствуваме лошо за тоа што не сме успешни како некоја друга личност, би можеле да пронајдеме нешто негативно за таа личност за да се чувствуваме подобро. Ако тоа го правиме секој пат кога ќе наидеме на некој поуспешен од нас, почнуваме да го поврзуваме тоа ниво на успех со тоа да не се биде сакан. Кога ќе дојде време да преземеме акција за да тргнеме напред со нашиот живот, се противставуваме на тоа затоа што со станувањето поуспешни ќе создадеме процеп во нашата самозамислена слика за себе си. Во други случаи, можеби луѓето со кои сте растеле зборувале лошо и ги оцрнувале оние што имале пари. Можеби велеле: "Уф, богатите се најлоши." Можеби на сите богати луѓе им залепиле етикета дека се морално расипани. Оваа општа карактеристика се запечатила во вашата потсвест и сега ги самосаботирате сопствените обиди да станете финансиски успешни, бидејќи го поврзувате тоа со вина и аверзија кон вас. Кога ги осудуваме другите луѓе, тие се претвораат во правила според кои ние мора да играме. Осудувајќи ги за тоа што нешто немаме или завидувајќи им за нешто, многу повеќе го саботираме сопствениот живот отколку што некогаш сме повредиле некоја друга личност. Како да се реши ова? Многу луѓе велат дека треба прво да се сакаш себе си за да можеш да ги сакаш другите. Но поточно е дека ако научиш да ги сакаш другите, ќе научиш да се сакаш себе си. Вежбајте неосудување не правејќи претпоставки. Наместо да донесете заклучок за некого врз основа на ограничените информации што ги имате за него, имајте предвид дека не ја гледате целата слика и дека не ја знаете целата приказна. Кога сте посочувствени со животите на другите луѓе, станувате посочувствени за сопствениот живот. Кога ќе видите некој што го има тоа што вие го сакате, честитајте му, иако можеби прво ќе ви биде тешко. Добрината ќе ви се врати. Ќе бидете отворени и вам да ви биде достапно некое достигнување. Гордост. Гордоста често е вклучена во многу наши најлоши одлуки. Понекогаш знаеме дека врската е лоша, но срамот да ја не пуштиме се чини полош од останувањето во неа. Понекогаш почнуваме некаков бизнис и сваќаме дека и не ни се допаѓа толку многу, но одбиваме да прифатиме дека треба да го промениме или да побараме помош. Во тие случаи, токму гордоста ни пречи. Донесуваме решение врз основа на тоа како замислуваме дека луѓето гледаат на нашиот живот, а не каков е тој во суштина. Тоа не само што е погрешно, туку и мощно е нездраво. Како да се реши ова? За да ја надминеме својата приврзаност кон гордоста, мора да почнеме да се гледаме себе си поцелосно и поискрено. Наместо да мислиме дека на сите треба да им докажеме колку сме совршени и безгрешни, треба да се замислиме пореално, дека сме луѓе кои што даваат се од себе наспроти постојните слабости. На крајот на краиштата, се чини многу полошо да се придржуваме до тоа што не е во ред, затоа што ни е важно што ќе помислат луѓето за нас, одошто да го напуштиме затоа што ние не го сметаме за правилно.
Луѓето многу повеќе ќе ве почитуваат ако прифатите дека сте несовршени личности, како и сите други, и дека учите, се приспособувате и се трудите давајќи се од себе. Постигнувајќи го овој начин на размислување, станувате отворени за учење. Со тоа што не сте вообразени дека знаете се или дека треба да изгледате совршено, ќе можете да признаете кога грешите, да побарате помош и понекогаш да се подпрете на другите. Во основа, така се отварате кон напредок, а вашиот живот станува подобар на подолги патеки. Чувство на вина поради успехот. Во овој наш свет, во кој има толку многу болка, ужас и несреќи, кои сме ние, за да имаме среќен и богат живот? Низ овој процес на размислување поминуваат многу луѓе. Едно од најголемите умствени ограничувања со кои се соочуваат луѓето е чувството на вина што се појавува кога конечно имаат доволно или повеќе од колку што им треба. Тоа може да е предизвикано од повеќе различни извори, но на крајот се сведува на чувството дека можеби не го заслужувате тоа. Ваквото чувство често се појавува кога почнуваме да заработуваме повеќе или да си дозволуваме поубави нешта. Луѓето често пати ќе ги саботираат своите повисоки примања со непромислено трошење или со тоа што ќе бидат помалку внимателни кон својата клиентела или кон обемот на работата, зашто не им е сосем пријатно да имаат повеќе од основните потреби, па на тој начин се враќаат во пријатното чувство на недостиг. За жал, вината е честа емоција што го следи успехот, особено кај добродушните луѓе кои сакаат да ја направат вистинската работа и да живеат како што треба. Како да се реши ова? Ве молам, сватете дека повеќето исклучително успешни луѓе не чувствуваат никаква вина. Ова чувство се појавува само кога се наоѓате помеѓу немањето доволно и кога конечно имате доволно од се. Треба да сватите дека парите и успехот се само помошни средства, алатки. Тие ви купуваат време и ви нудат можност да помагате, да вработувате, да влијаете и да ги менувате кон подобро животите на другите луѓе. Наместо на својот успех, да гледате како на статус што ве одделува и ве разликува од другите, што секогаш ќе ви предизвикува лошо и непријатно чувство, гледајте го како алатка со која можете да направите важни и позитивни промени во светот и во сопствениот живот. Страв од неуспех. Колку често не се ни обидуваме да преземеме нешто затоа што се плашиме дека ќе оставиме лош впечаток и дека веднаш ќе пропаднеме. Стравот од неуспех ги попречува луѓето да се вложат во работата што им е потребно да станат навистина успешни, но исто така може да добие и друга, попаднолна форма. Кога сме воспоставиле нешто ново во животот, тој страв може да се појави како непрестајна и рационална загриженост дека нешто ни недостига, дека партнерот не ни е верен или дека сме на чекор од пропаѓање. Вакви катастрофални мисли се јавуваат кога сакаме да се заштитиме од потенцијална загуба. Тие обично настапуваат кога имаме нешто за кое многу се грижиме, нешто што не е многу важно и сакаме навистина да го задржиме. Како да се реши ова? Постои разлика меѓу неуспех поради тоа што се обидувате со нешто ново и храбро и неуспех поради тоа што не се покажувате кои сте, не работите или сте неодговорни за своите постапки. Тоа се две можни различни искуства и би требало да ги одвоите во својот ум. Колку и да застрашувачки да не сте добри на почетокот или дури да доживеете загуба, уште полошо е да не успеете затоа што никогаш не се обидувате и секогаш играте на ситно. Неуспехот тогаш е неизбежен, но мора да бидете сигурни дека се случува од вистински причини. Кога нема да успееме поради невнимание или непосветеност, се повлекуваме. Кога нема да успееме обидувајќи се да достигнеме нови остварувања, се приближуваме до тоа што ќе функционира. Подценување. Кога ги подценуваме своите успеси во животот, се обидуваме или да направиме да изгледаме помалку импресивно за да не се чувствуваат другите околу нас загрозени и поради тоа да престанат да не сакаат, или се обидуваме да го одбегнеме чувството дека сме успеале затоа што се плашиме од искачување на врвот. Иако многумина од нас копнеат по моментот кога конечно ќе го постигнат успехот што толку го посакувале, често го доживуваат како не толку голем и впечатлив или сваќаат дека сепак и со него не се чувствуваат толку добро колку што очекувале. Ова се случува поради подценувањето. Помислата дека сме успеале предизвикува страв дека сме го досегнале врвот и дека поради тоа ќе паднеме од него. Доколку признаеме дека сме стигнале дотаму, зар не остануваат други цели за достигнување?
Тоа чувство е слично на смртта, па како замена за него наоѓаме друго ниво кон кое ќе се стремиме. Исто така, кога сме со други луѓе, не стоиме цврсто исправени и горди затоа што сме научени дека тоа е лошо, а кога се прави на нездрав начин и навистина е лошо. Оно што го чувствуваме е дека сме подобри од другите затоа што сме постигнале нешто. Поради тоа ни е непријатно, бидејќи едновремено е и невистинито и безобзирно. Како да се реши ова? Сите можеме да ги признаваме и цениме различните постигнувања и таленти на другите луѓе и притоа се уште да сме среќни со сопствените. Наместо да го игнорираме комплиментот, можеме да одговориме: "Ви благодарам, работев мощно напорно и среќен сум што го постигнав тоа." Ако ни е страв дека многу брзо го достигнуваме врвот, мора да ја смениме својата замисла за напредок. Не стануваме подобри само за да станеме повторно полоши во работата. Не постигнуваме едно нешто само за да го изгубиме и да се вратиме на оно што сме биле претходно. Тој инстинкт е само саботирачко однесување кое не задржува во нашата стара комфортна зона. Наместо тоа, можеме да признаеме дека кога се подобрува еден дел од нашиот живот, тој се одразува во сите други делови. Кога постигнуваме една работа, подобро сме опремени за иднината. И животот постепено ни се подобрува додека продолжуваме да работиме на тоа. Станува полош само кога ќе престанеме да работиме на своето подобрување затоа што сме исплашени од сопствената моќ. Нездрави навики. Еве го нечестиот начин на кој луѓето го саботираат сопствениот успех. Одржуваат навики што ги оддалечуваат од нивните цели. Некој вели дека сака да биде во подобра форма, но не менува ништо во секојдневните активности за да го постигне тоа. Друг сака да направи професионална промена, но изнаоѓа начин да го отежне тоа ако негде го невозможи. Во срцевината на сите овие однесувања лежи фактот дека еден дел од нашата психа сваќа дека треба да се развиваме и да напредуваме во животот, а другиот дел е исплашен од можната непријатност што тоа ќе го предизвика. Ова обично кулминира со толкова внатрешна напнатост и фрустрација што се доаѓа до преломната точка и оттаму почнуваат промените. Меѓутоа, целта е да не мора да дојдете до кризната точка во животот пред да станете свесни за начините за кои невозможувате да живеете мирно и удобно. Како да се реши ова? Дефинирајте што значи здравието според вас. Како треба да изгледа здравиот живот? Како би се чувствувале и што би правеле? Тешко е да се земе предвид исклучиво нечија туѓа дефиниција за здравието, зашто сите сме различни, со различни потреби, склоности и планови. Наместо тоа, открите што предизвикува да се чувствувате најдобро. Одлучете која комбинација на здрава храна, телесни вежби и сон се соодветни за вас и придржувајте се кон нив. Како и многу други работи, и здравите навики најдобро се поведуваат постепено. Наместо да се силите да поминете 1 час во фитнес сала наутро во 6 часот, обидете се да извежбате 15 минути или можеби да го замените со друг вид тренинг во кој вистински уживате, или пак одете во фитнес сала во време што му одговара на вашиот распоред. Олеснете си за да успеете. Оденапред подгответе си оброци или имајте шише со вода на бирото за да ви биде прирака за пиење цел ден. Постепено почнете да им давате предност на здравите навики, оние што функционираат за вашиот начин на живење. Презафатеност. Одвлекувањето на вниманието е уште еден мош нечест начин на кој луѓето се само саботираат. И тоа до тој степен што целосно се оддалечуваат од својот живот. Луѓето кои што постојано се зафатени бегаат од себе си. Никој не може да биде зафатен ако не сака да биде зафатен, а тоа го знаете бидејќи толку многу луѓе со изразено набиен распоред никогаш не би се опишале на тој начин, затоа што зафатеноста не е доблест. Таа е само знак дека не знаете да управувате со своето време или со своите задачи. Зафатеноста пренесува чувство на важност, често прави да изгледате малку недопирливи за другите. Исто така го збунува телото така што може да се сосредоточи само на оние задачи што му се прирака. Презафатеноста е крајниот начин да си го одвратите вниманието од она што навистина е погрешно. Како да се реши ова? Ако не можете да го остварите својот распоред, никогаш нема да бидете толку ефикасни или продуктивни колку што би можеле да бидете. Доколку ова е случај со вас, вашата прва работа треба да биде реорганизирање и подредување на задачите според приоритет, распределување на сите работи што може да им ги препуштите на другите и потоа посветување на остатокот. Доколку проблем ви е намерното создавање хаос и зафатеност кога нема потреба од нив, улабавете се со едноставност и воспоставен ред.
Почнете со запишување на 5 најважни работи што треба да се сработат секој ден и посветете им се само ним. Исто така, можеби треба да се соочите со чувството на заштита што ви го нуди зафатеноста. Дали затоа се чувствувате поважни од другите? Дали тоа ви дава оправдување да избегнете некој планиран настан или да избегнете некои луѓе? Мора да изнајдете поздрави и попродуктивни начини за справување со овие чувства. Например, наоѓање вистинска самоувереност во тоа што го правите, со создавање нешто со што се гордеете, или да се подобрите во смиреното и јасно утврдување на своите граници и потреби во односите со луѓето. Дружење со погрешни луѓе. Голем дел од животот ни го обликуваат луѓето со кои го поминуваме времето, а друштвото со кое поминуваме најмногу време е друг општо познат начин на кој се самосаботираме. Сигурно можете да се сетите на некои луѓе во животот што ве напнуваат, ви будат чувствена несигурност, а сепак се дружите со нив одново и одново полнејќи се со стрес. Ваквите односи не се толку страшни, но и покрај тоа се само поразувачки и контрапродуктивни. Доколку сте преокупирани со одредена пријателска или љубовна врска што ви предизвикува речиси зависно со чувството дека не сте доволно вредни или дека сте љубоморни, треба постепено да се оддалечите од таа врска. При тоа, не мора да покажувате злоба, да бидете груби или дури целосно да откачите некого од својот живот. Како и да е, треба да ви е јасно дека луѓето со кои поминувате најмногу време неповратно ќе обликуваат вашата иднина и затоа мора да бидете мудри кога ги избирате пријателите. Како да се реши ова? Создавајте круг на луѓе кои ве поддржуваат и мотивираат, имаат слични идеи како вашите и уживаат да го поминуваат времето со вас. Треба да имате заедничко чувство на енергичност и инспирираност, а не на измореност и лутина. Потребно е време да ја најдете својата група пријатели, а сигурно нема да ги откриете веднаш. Потрагата може да почне со покана да излезете на кафе со некој кому што му се восхитувате или да се обидете да направите нешто со личност со која би сакале да ја обновите врската. Врските обновувајте ги внимателно, но искрено, а потоа негувајте ги и грижете се за нив колку што можете повеќе. Загриженост за ирационални стравови и најневеројатни околности. Друг можен вообичаен начин на кој луѓето несвесно се само саботираат е измачувањето со стравови од најлоши можни сценарија. Веројатно ви е познато ова, барем до одреден степен. Во умот ви се врткаат чудни или можни неверојатни мисли што ви предизвикуваат неизмерно чувство на ужас, страв, како и серија сценарија за судниот ден. Потоа продолжувате да се навраќате на тие мисли до точка кога дури контролираат еден дел од вашиот живот. Често пати, токму врз тие ирационални стравови, особено оние за кои е најмалку веројатно дека ќе станат реалност, и проектираме вистинските стравови. Ирационалните стравови се безопасни, затоа што длабоко во себе знаеме дека нема да се случат. Тие само држат нечие место, тие се начинот на кој можеме да го изразиме чувството што реално го имаме за нешто за што знаеме дека нема да се случи. Кога ќе се фатите во циклус на страв во кој непрестојно се повторува некоја чудна, случајна или неважна еднократна околност или ситуација за која е малку веројатно дека ќе стане стварност, прашајте се дали имате некакви чувства во врска со нешто што е реално. Например, ако се плашите да се возите во автомобил како патник, размислете дали стравот потекнува од движење напред или немање контрола врз нештата. Или, ако сте загрижени дека ќе бидете отпуштени од работа, вистинскиот извор на стравот може би е помислата дека не сте достојни за друга работа или сте понижени од некој на повисока положба од вашата. Како да се реши ова? Наместо да ја трошите енергијата обидувајќи се во својот ум да контролирате некој лошо сценарио, размислете што може да биде пораката од тој страв што ви порачува дека ви треба во животот. Доколку стравот е апстрактна метафора, кое би било неговото значење? Дали наглото губење на приходите е символ на вашата желба за сигурност? Дали стравот од иднината е знак дека сега не живеете исполнет живот? Дали анксиозноста во врска со донесувањето одлуки символизира дека знаете што навистина сакате, но сте премногу исплашени да го изберете токму тоа? Во срцевината на нештата од кои најмногу се плашиме е пораката што се обидуваме да си ја пратиме себе си за тоа што вистински ни е важно. Ако можеме да увидиме што е тоа што сакаме да го заштитиме, можеме да пронајдеме поздрави и посигурни начини да го сториме тоа. Како да препознаеме дека сме во циклус на самосаботажа? Дури ако можете свесно да ги разберете самосаботирачките однесувања,
Понекогаш е многу тешко да се препознае дека го правите токму тоа. Некогаш знаците се толку суптилни, што одвој се препознатливи и често пати не ги забележуваме додека не станат можни проблематични или некој друг не ни укаже на нив. Еве некои од најпрепознатливите симптоми на самосаботажата. Посвесни сте за тоа што не го сакате, отколку за тоа што го правите. Трошите повеќе време грижејќи се, обмислувајќи го и посветувајќи се на она што се надевате дека нема да се случи, отколку што размислувате, правите стратегии и планови за тоа што го работите. Трошите повеќе време да ги импресионирате луѓето што не ги сакате, отколку на луѓето што ве сакаат какви што сте. Пофокусирани сте да прераснете во таква личност што предизвикува завист кај луѓето за кои мислите дека ви се непријатели, отколку да станете личност што е сакана од своето семејство и од пријателите и некој кому тие му се приоритет без разлика на се. Ја пикате главата в песок. Не ги знаете основните факти за својот живот, како на пример колкави ви се долговите или колку се платени луѓето за слична работа во вашата област. Кога ќе дојде до кавга, ја одбегнувате наместо со зборување за тоа што не е во ред да дојдете до решение. Со други зборови, вие сте во фаза на негирање, па така секоја надеж за заздравување е залудна. Повеќе се грижите да ги уверите луѓето дека сте во ред, отколку навистина да бидете во ред. Попрво би објавиле фотографија на која изгледа дека сте имале убава вечерна забава, отколку што се грижите дали навистина сте си поминале убаво. Вложувате повеќе труд да ги уверите сите дека сте добро, отколку да бидете искрени и да се поврзувате со луѓе кои можат да ви помогнат или да ве поддржат. Најважно ви е да им се допаѓате на другите, дури ако и цената за тоа е вашата среќа. Повеќе размислувате дали вашите постапки ќе ви донесат пофалби од луѓето, патем кои се тие луѓе, отколку за тоа дали тие навистина ќе ви предизвикаат чувство на исполнетост и задоволство со тоа кои сте. Најмногу ве плашат сопствените чувства. Доколку стигнете до точка во животот на која најстрашното и најштетното нешто со што се соочувате е стравот, дали ќе можете да се справите со сопствените емоции, вие сте тие што си стоите на патот. На него нема никаква друга пречка. Слепо трчате по своите цели без да се запрашате зошто ги сакате. Доколку правите се што мислите дека треба да се прави, а на крајот сепак сте празни и депресивни, проблемот веројатно е во тоа што не го правите она што навистина сакате да биде направено, само сте прифатиле нечие туѓо сценарио за среќа. Кон своите механизми за соочување и справување со проблемите се однесувате како кон проблем. Наместо да му објавите војна на своето пријадување, трошењето пари, пијањето, сексот, што и да е она за кое сте свесни дека треба да го смените, прашајте се која емоционална потреба ја исполнува тоа нешто. Додека не го сторите тоа, секогаш ќе водите битки. Повеќе го цените својот сомнеш отколку својот потенцијал. Негативните предрасуди не тераат да веруваме дека лошите работи се пореални од добрите. Доколку не ја контролираме таа склоност, може да не остави во уверување дека се за што се плашиме дека може да стане вистина е пореално од добрите нешта кои во суштина се вистина. Се обидувате да се погрижите за се. Волјата е ограничен извор. Ја имате во ограничени количини во текот на еден ден. Наместо да ја употребувате обидувајќи се да станете добри во се, решете што ви е најважно. Насочете го своето внимание кон тоа, а сето останато оставете го. Чекате некој друг да ја отвори вратата, да ве пофали или да ви го даде животот што сте го очекувале. Растеме со илузијата дека успехот им се дава на луѓето што се најзаслужни, најталентирани или најпривилегирани. Но кога ќе дојдеме до него, сваќаме дека е создаден за оние што ја пронашле точката на вкрстување на своите интереси, копнежи, вештини и можности да се искористи пазарната дупка, односно да се продаваат производи, да се развијат услуги што ги нема на пазарот. Бидете малку поупорни. Единствениот начин да не успеете е да се откажете. Не сваќате колку далеку сте стигнале. Веќе не сте личноста што сте биле пред 5 години. Еволуирате исто како и вашата представа за себе си, затоа бидете сигурни дека е точна. Одајте си признание за се што сте надминале, а не сте ни мислеле дека некогаш ќе го сторите, и за се што сте создале, а никогаш не сте мислеле дека можете. Сте стигнале многу подалеку од што мислите и сте многу поблиску отколку што сваќате. Која е вашата подсвесна посветеност? Дел од причината за честото доживување длабок внатрешен конфликт или самосаботажа е нешто што се вика суштинска посветеност.
Таа е вашата примарна цел или најважната намера во вашиот живот. Во основа, вашата подсвесна посветеност е она што најмногу го сакате, а често не сте ни свесни за него. Неа можете да ја утврдите гледајќи ги нештата со кои најмногу се борите и нештата што најмногу ве поттикнуваат. Ако можете да ги излупите сите слоеви од вашите мотивации кон секој од тие нешта, ќе дојдете до коренот на причината. Кога ќе ја најдете истата основна причина за се, сте нашле суштинска посветеност. Луѓето само изгледаат ирационални и непредвидливи, се додека не ви стане јасно на што се суштински посветени. Например, ако на некои луѓе суштинската посветеност им е да се чувствуваат слободни, може да се најдат во ситуација да ги саботираат работата и кариерата за да го постигнат тоа. Ако нечија суштинска посветеност е да се чувствува посакуван, може да влегува во низа врски со интензивни односи, ама одбива да преземе обврски од страв дека искрата ќе изгасне. Ако нечии суштински определби се да имаат контрола над својот живот, би можеле да имаат и рационални тешкоти во врска со нештата што представуваат губење на контролата. Ако пак суштинската посветеност на некои луѓе е да бидат сакани, можеби ќе се преправаат дека се беспомошни во одредени подрачја на животот, затоа што ако немаат потреба од други луѓе, можно да бидат оставени од нив. Но најважната работа е да сватите дека вашата суштинска посветеност сушност е прикривање на суштинските потреби. Вашата суштинска потреба е спротивна на вашата суштинска посветеност. Вашата суштинска потреба е исто така уште еден начин да ја утврдите својата цел. Например, ако вашата подсвесна посветеност е имање контрола, вашата основна потреба е довербата. Ако вашата подсвесна суштинска посветеност е да бидете потребни некому, вашата основна потреба е да знаете дека сте барани. Ако вашата подсвесна суштинска посветеност е да бидете сакани од другите, тогаш вашата основна потреба е да се сакате себе си. Колку помалку ги задоволувате своите основни потреби, толку погласни ќе бидат симптомите на вашата суштинска посветеност. Ако имате потреба од доверба и затоа сте посветени да ја задржите контролата во свој раце, колку помалку верувате дека имате поддршка, толку повеќе ќе се распламтуваат вашите негативни механизми за соочување и справување со проблемите. Можеби ова може да ви се случи со нарушувачки шеми на исхрана, со изолација или со фиксирање на физичкиот изглед. Ако сте посветени на слободата и затоа ви е потребно чувство на автономија, колку помалку го живеете животот според сопствените желби, толку повеќе ќе ги саботирате можностите и ќе се чувствувате исцедени и истоштени кога би требало да се чувствувате среќни. Колку сте посклони кон задоволување на своите основни потреби, толку повеќе ќе бледнеат симптомите на вашата посветеност. Откако ќе дознаете што на вистина сака некоја личност, ќе можете да ја објасните комплексноста на незините навики и однесување. Ќе можете да предвидите до најмал детај што ќе прави во секоја ситуација. И што е уште поважно, штом ќе почнете да се прешувате што на вистина сакате, ќе престанете да се борите со симптомите и ќе се зафатите со единствениот проблем што некогаш вистински постоел во вашиот живот, поточно со живот неусогласен со вашите суштински потреби, па оттаму и со вашата суштинска цел на вашето постоење. Соочување со потиснатите емоции и преземање мерки. Да сватиме зошто се само саботираме и да престанеме со само саботажата. Тоа се две посебни работи. Тоа значи дека, откако ќе ги сватиме потеклото и целта на однесувањето, го регулираме, се приспособуваме. Потиснувањето на само саботажата не значи само да сватите зошто се колебате и се плашите да преземете нешто, тоа подразбира дека сте способни да преземете акција во посакуваната и потребната насока, дури и ако првично е непријатна или предизвикувачка. Ова е можно и важен дел од процесот, затоа што фактички ќе се соочите токму со емоциите што се обидувате да ги избегнете. Кога ќе престанете со само саботирачкото однесување, почнуваат да се појавуваат потиснатите емоции за кои не сте ни биле свесни и можеби ќе се чувствувате дури и полошо од претходно. Во врска со надминувањето на само саботажата, важно е дека не треба често да ни се кажува што да правиме. Знаеме што сакаме да правиме и знаеме што треба да правиме. Едноставно, не кочи стравот од чувствувањето. За да почнеме да го разоткриваме овој образец на емоционално задржување,
Можеме да работиме на следните нешта за да си обезбедиме поголема леснотија, простор и слобода додека го менуваме својот живот. Најчестите емоции што се појавуваат додека го надминувате самосаботирачкото однесување. Првото чувство со кое веројатно ќе се соочите е отпорот. Тоа е познатото воопштено чувство на заглавеност кога си го чувствувате телото толку напнато што речиси е тврдо како да удирате во ѕид. Ваквото чувство обично е скриена емоција што ве спречува да бидете свесни за посилните чувства што се кријат под него. Кога ќе почнете да чувствувате отпор, не сакате само да се протуркате низ него. Обидот да го сторите тоа значи дека ќе продолжите да удирате во истиот ѕид со кој веќе се соочувате. Затоа, ќе почнете да го засилувате самосаботирачкото однесување, затоа што всушност не го решавате проблемот што се обидувате да го надминете. Наместо тоа, почнете да ги поставувате вистинските прашања. Зошто се чувствувам вака? Што се обидува да ми каже ова чувство за дејството што сакам да го преземам? Дали треба да научам нешто? Што треба да сторам во моментов за да ги почитувам своите потреби? Потоа треба повторно да се поврзете со својата инспирација или со визијата за животот. Разјаснете си зошто сакате да преземете акција и да направите промена. Кога ве мотивира фактот дека сакате поинаков и подобар живот, ќе откриете дека се намалува голем дел од отпорот, затоа што напред ве турка визијата што е поголема од вашиот страв. Во други случаи, можеби ќе наидете на други емоции, например, лутина, тага или несоодветност. Кога ќе се појават тие чувства, можна е важно да направите простор за нив. Тоа значи да им дозволите да излезат на површина и да ги наблюдувате. Забележете каде ве напнуваат или стегаат. Чувствувајте го она што тие сакаат да го чувствувате. Нема ништо полошо од стравот да се чувствува некоја емоција, бидејќи искуството на крајот често пати е само физичка напнатост за која сме создале приказна. Запомнете дека многу од овие чувства може да водат потекло од нешто што се однесува на самосаботирачкото однесување. Доколку сте гневни поради однесувањето на еден од вашите родители, веројатно не изненадува што лутината и недовербата се основните чувства што ги саботираат вашите врски. Чувствата поврзани со самосаботирање обично не се случајни. Тие ни овозможуваат подлабоко согледување за тоа што навистина ни треба и кои проблеми се уште не се решени. За да се ослободите целосно од овие чувства, штом ќе станете свесни за нив, обидете се да си напишете писмо. Напишете му нешто на своето помладо јас од сегашна перспектива или од перспектива на вашето идно јас. Напишете го во вид на мантра или манифест. Подсетете се дека премногу се сакате себе си за да се задоволите со помалку, или дека е во ред да бидете гневни кога околностите се неправедни и разочарувачки. Дајте си простор да ја доживеете длабочината на своите емоции, за да не го контролираат вашето однесување. Одвојување на акцијата и чувството. Последната и најважна лекција за надминување на самосаботажата е да научите да го одделите дејствувањето од чувствувањето. Чувството дека нешто не попречува во животот не е последица на тоа што не сме способни да правиме промени. Пречката е дека не сакаме да правиме промени, затоа и не ги правиме. Можете да имате визија за тоа што го сакате, да знаете дека тоа несомнено е вистинското за вас, а едноставно не можете да се натерате да преземете соодветна акција потребна за продолжување по тој пат. Причината е во тоа што нашите чувства во основа се поврзани како системи на комотност. Создаваат добро чувство кога го правиме она што секогаш го правиме, останување во познатото. Тоа во нашето тело се регистрира како сигурност. Во други случаи, постигнувањата или промените од кои сме мощни задоволни се оние за кои исто така сметаме дека ни нудат поголема сигурност. Доколку определено постигнување потенцијално не изложува на некаков ризик или на нешто непознато, на почетокот нема да бидеме среќни, дури ако тоа е позитивно за нашиот живот. Меѓутоа, можеме да се извежбаме да прифаќаме однесувања што се добри за нас. На тој начин ја реорганизираме својата комфортна зона. Почнуваме да копнееме по она што го повторуваме, но на почетокот се чувствуваме непријатно. Трикот е во можноста да се надмине почетното колебање и на тој начин својот живот да го водиме со логика и разум наместо со емоции. Иако вашите емоции се секогаш неоспорни и треба да се потврдени, тешко е дека можат да бидат точната мерка за она за што сте способни во животот. Тие не се секогаш точниот одраз на стварноста.
Се што паметат вашите чувства е она што сте го направиле во минатото и се поврзани со тоа што им било пријатно. Може би се чувствувате безвредни, но вие воопшто не сте такви. Може би чувствувате дека не постои никаква надеж, но таа сигурно постои. Може би се чувствувате како никој да не ве сака, но во тоа несомнено претерувате. Може би мислите дека сите ве осудуваат, ама тоа е погрешна перцепција. И што е најважно, може би чувствувате дека не можете да преземете акција, кога тоа сосем сигурно го можете, само што не чувствувате волја за тоа, зашто не сте навикнати на нешто такво. Ако не водат логиката и визијата, способни сме да се огледаме поинакво и подобро животно искуство. Кога го замислуваме тоа, се чувствуваме спокојни и инспирирани. За да не бидеме ограничени од проблемите и да се соочиме со ваквата верзија на нашиот живот, мора да ги надминеме отпорот и непријатното чувство. На почетокот нема да бидеме среќни колку и да се правилни тие постапки за нас. Од суштинско значење е да научите да преземате акција пред да го посакате тоа. Преземањето акција ве поттикнува и ве мотивира. Овие чувства нема да ви дојдат спонтано. Треба да ги предизвикате. Мора да се инспирирате, мора да се движите. Едноставно, мора да почнете и на животот и на вашата енергија, да им дозволувате да се пренасочат кон посакуваните однесувања што ќе го помрднат напред вашиот живот, а не кон оние што ве попречуваат.